Добро вечер, го следите Дневникот на Телевизија Плюс во 22 часот. Во него ќе гледате. 16-та бомба пукна од Куманово. Нов случај на туларемија. Одбележан светскиот ден на детската литература. СДСМ од Куманово ја обвини министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска дека наводно организирала подкуп на помалите политички партии и дека МВР го злоупотребила за партиски цели. На пресконференцијата беше објавен разговор помеѓу Јанкуловска и генералниот секретар на ГРОМ Виктор Цветковски, како наводно одработува за интересите на ВМРО ДПМНЕ. СДСМ од Куманово денеска објави 6 разговори кои што се дел од проектот Вистината за Македонија. Председателот на општинската организација Мартин Костовски истакна дека граѓаните ќе слушнат како за време на изборите МВР работи за партиски цели на ВМРО ДПМНЕ, како се делеле пари за помалите политички партии и како опозицијата е попречувана за време на изборниот процес. Еден од објавените разговори е помеѓу министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот висок функционер на СДСМ од Куманово Виктор Цветковски. Разговорот според СДСМ потврдува дека Цветковски работел за партиски интереси на ВМРО ДПМНЕ. Ние имаме бројка што ја контролираме таму, што се покажа како точна и кога беше првиот круг за нас, мислам дека се повториме. Сега во делот мислам дека ние ќе се држиме на оние бројки што ги дадовме и мислам дека ќе успееме можеби максимумот да го извадиме, значи околу 2. Сега она што го зборевме 1500 до 2, ние се стремиме максимум да го извадиме. Да. Не, мислам тако се и коректен пристапот и ние и по избирачките места малку не би требало веќе да знаеме кај се тие. СДСМ тврди дека од разговорите може да се види како за партиските потреби на ВМРО ДПМНЕ во Куманово се обезбедени и злоупотребени списоци на припадниците на резервниот состав на АРМ, како и дека се обезбедени гласови на фирми, стечајци, криминалци и слично. Костовски истакна дека од овие разговори може да се види како министерката за внатрешни работи договара средства за финансирање на помалите партии. Едниот разговор е помеѓу Гордана Јанкуловска и Никола Тодоров. Јанкуловска, од позиција на министерка за внатрешни работи, потврдува дека се ветени големи суми пари во кеш, 75.000 за партијата на Драгиша Милетич. Лично Јанкуловска ургира кај Тодоров и кај генералниот секретар на владата и на партијата Кирил Божиновски да се достават овие пари што побрзо. Во следниот разговор, Кирил Божиновски потврдува дека тој дал пари во кеш. И тоа, внимавајте, не 75, туку 225.000, за како што вели помалите етнички заедници. Ќе слушнете како Јанкуловска признава дека се прават бандитски работи. Костовски истакна дека од разговорите може да се слушне и дека министерката Јанкуловска, заедно со вице-премиерот на владата Владимир Пешевски, договара како да се спречат возилата кои што ги користи СДСМ. Наводно, тие одлучуваат возилата да ги запре полицијата и да ги испраќа на вонреден технички преглед. Реакција на ВМРО ДПМНЕ на денешната бомба во Куманово. ВМРО ДПМНЕ реагира на денешната пресконференција на СДСМ во Куманово. Во писмената реакција се наведува дека СДСМ на брзина стуткал, монтирал и прилепил снимки со цел да го прикрие скандалот што Зоран Заев го направи со вчерашната пресконференција, кога издал државна тајна за донацијата во опремата за специјалната единица во МВР. Според нив, улогата на спасител на Заев му паднала на Мартин Костовски, кумашинот на градоначалникот од СДСМ Зоран Дамјановски. Токму Костовски и Дамјановски, како што е наведено, се предводниците во екипата на СДСМ во Куманово, кои градот го претворија во свој личен посет. Тие додаваат дека Костовски и Дамјановски немаат ниту кредибилитет, ниту образ да говорат за избори, кога тие на сила добија нелегитимен мандат во општина Куманово. Младите на ВМРО ДПМНЕ вчера со пародија на сметка на локалната власт го одбележаа денот на шегата. Пред градилиштето на затворениот базен пресекоа црвена лента и го потсетија градоначалникот дека овој спортски објект одамна требаше да биде готов.
Со пресекување на црвена лента, младите на ВМРО ДПМНЕ од Куманово вчера по повод денот на шегата наводно го отворија неизградениот пливачки базен. Со овој ироничен настап, членовите на УМС сакаа да го потсетат градоначалникот дека граѓаните не го заборавиле неговото ветување за затворениот базен, кој требало да биде завршен уште пред неколку години. Градоначалникот треба да се освести дека веќе не може да манипулира со граѓаните на Куманово и дека не се наивни како што тој мисли. За сите негови 3 мандати, за него и неговата партија, излегуваат повеќе афери отколку проекти. Безидејноста која владее во нивната партија на дело се покажува во Куманово. Младите активисти, освен за базенот, имаа поплаки и за, како што велат, огромните дупки на улиците во централното и руралното подрачје кои се полнат со вода при врнежи од дожд, а преку пародијата го потсетија градоначалникот и за сообраќајниот метеж и проблемот со паркинг просторот во градот. Наставници, стечајни работници, земјоделци и невладиниот сектор денеска се сретнаа со највисокото партиско раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Актуелните случувања во државата, но и конкретните проблеми со кои се соочуваат целните групи беа дел од денешните теми. Највисокото партиско раководство на Социјалдемократскиот сојуз денеска се сретна со кумановските наставници, новинари, стечајните работници, земјоделци и представници на невладиниот сектор. Се разговараше за општата состојба во државата, но и за конкретни проблеми со кои се соочуваат целните групи и излезни решенија. СДСМ и сега уште еднаш потпиша со ова раководство на партијата меморандум и се обврза дека веднаш после доаѓањето на власт во првите 30 дена ќе можеме да го решиме проблемот на стечајните работници за да добијат одреден надоместок и да можат да се чувствуваат како граѓани на Република Македонија. Подпредседателот Дамјан Манчевски пред новинарите истакна дека само 7% од граѓаните немаат слушнато ништо за материјалите објавени на пресконференциите на СДСМ, а мнозинството, како што вели тој, смета дека тие се веродостојни и не се монтирани и креирани од страна на опозицијата. Со наставниците, меѓу кои и членови на наставничкиот пленум, средба оствари универзитетскиот професор Петар Атанасов. Денес имаме индивидуален системот каде што поединецот е се. Човек кој права поединец изложување, а никој не се секира за вас. Вие сте сега во општество кое е компетитивно, кое е надпреварувачко, кое е убитачно брзо, кое е масовно, кое гази и меле, треба сами да се снаоѓате. Представници на невладините организации за своите проблеми разговараа со Радмила Шекеринска, заменик председател на СДСМ. Од партијата најавуваат вакви средби и со други целни групи во општината. Нов случај на туларемија е регистриран во Куманово. Предходните двајца заболени беа од Липковскиот регион. На ниво на државата досега има околу 25 случаи на туларемија. Во Куманово е потврден и третиот случај на заболен од туларемија. Предходно беа откриени 2 случаи на заболени во Липковскиот регион. Се работи за 50-годишна жена која што тврди дека немала никаков контакт со глодари или дека пиела загадена вода. Од Центарот за јавно здравје информираа дека пациентката, која што е во добра здравствена состојба, е сместена на лекување на инфективното оделение каде што прима терапија. Заедничко е дека сите симптомите се во почетокот на една обична општа инфективна состојба, значи на заболени како од грип, и со една лимфаденопатија, тоа значи зголемени лимфни жлезди во пределот на вратот. Од страна на општините веќе се превземаат мерки, започна да е со дополнителна вонредна превентивна дератизација, така да сите оние објекти кои што се жаришта потенцијални за ова заболување ќе биде направена дератизацијата. Од Центарот наведоа дека резултатите од испитувањето на водата покажале дека таа не е извор за појава на ова заболување. Инаку на ниво на државата од јануари досега има 25 заболени од туларемија. При последната посета на Куманово, министерот за здравство Никола Тодоров ја исклучи можноста за прогласување епидемија за болеста туларемија во Македонија.
Околу 150 членови на средношколскиот пленум од Куманово дадоа поддршка на протестниот марш во Скопје. Нивните барања се да се врати стариот систем за полагање матура и екстерното тестирање да се стави во мирување. Кумановскиот средношколски пленум вчера присуствуваше на протестниот марш во Скопје против наводната средношколска унија, која не е активна од 2013 година, а се договори со Министерството за образование и наука математиката да не биде задолжителен предмет за полагање на државната матура. Од Куманово заминале околу 150 средношколци со организиран автобуски превоз од сите средни училишта во градот. Членовите на средношколскиот пленум велат дека превозот бил организиран од донации соберени од ученици и наставници, а дека средношколците не се партиски пиуни. Отидовме и го покажавме оно што ние сметаме дека го заслужуваме за нашиот образовен систем. Освен од Куманово и од Скопје, имаш ученици од Велес. За другите градови точно не знам колка беше бројката, но кумановчани, скопјани и велешани беа најброј. За следните планови се уште не знаеме што е договорено на вчерашната средба со Министерството. Откако ќе излезат со конечна одлука, тогаш ќе се планираат следните чекори на средношколскиот пленум, зависно тоа дали ќе ги исполнат нашите барања кои што се јасно дефинирани. Средношколскиот пленум има две основни барања: да се врати стариот систем на матура и екстерното тестирање да биде ставено во мирување. Тие потенцираат дека ќе се борат се додека во јавноста не излезе официјалниот став на Министерството за образование и наука. Средношколскиот пленум пушти вест до јавноста да Средношколската унија се јави во рок од 24 часа и да договори дебата со нив и поканети се сите медиуми кои би сакале да учествуваат на таа дебата. Средношколскиот пленум е предводен од средношколци, состаноците се јавни и може да учествува секој. Ништо не се крие, не засега кој во која политичка партија е и која вероисповед и лична определба. Со пароли "Стоп за лошите реформи" и "Образованието е мртво", средношколците го завршија маршот пред Министерството за образование и наука. Децата од предшколската возраст по повод Светскиот ден на детската литература го посетија детскиот оддел на библиотеката Тане Георгиевски. Датумот е избран по денот на раѓањето на истакнатиот писател Ханс Кристијан Андерсен. Одделот за деца при библиотеката Тане Георгиевски во Куманово денеска го одбележа Светскиот ден на детската литература. По тој повод децата од предшколска возраст имаа можност да се запознаат со просториите на детскиот оддел, а од директорката Нада Ивановска добија подарок боенки. Одделот за деца располага со книжен фонд од над 79.000 книги за најмладата генерација на читатели, а во последните години работи на зголемување на интересот за читање кај младите. Датумот е земен по денот на раѓањето на познатиот писател за деца и млади Ханс Кристијан Андерсен. Ние во библиотеката сакаме да го одбележиме овој ден и почнуваме со најмладите, односно дечињата од детската градинка Ангел Шајче. Од градинката се заблагодарија на гостопримството и ветија дека ќе работат на запознавање на децата со светот на книгата. Ние остваруваме долгогодишна соработка со библиотеката. Денеска дојдовме да го одбележиме Светскиот ден на книгата за деца и мислам дека причинува навистина големо задоволство децата одблиску да може да се запознаат со тоа што ги очекува наредните години кога и самите ќе почнат да се дружат со книгите. Како што потенцираше директорката, најважниот дел од оваа манифестација е официјалното влегување на децата во светот на литературата. Кумановскиот театар доби нова светлосна опрема од Министерството за култура. Со ова опрема ќе се зголеми квалитетот на светлосните ефекти. Техниката со која досега располагаше театарот е од 1979 година. Кумановскиот театар доби нова опрема. Министерството за култура обезбеди средства за набавување на оваа техника која ќе се користи во представите за тонските и светлосните ефекти. Техниката за светлосниот дел е веќе пристигната, а се очекува и опремата за тонскиот дел. Имаме добиено димери, миксета, сталци и генерално опрема која што се несува на оној светлосен дел од техниката. Во текот на оваа година треба да им пристигне додатна техника која што ќе биде повеќе за тонскиот дел. Значи сега се пристигнати 3/4 негде од опремата
И ова сакам да напоменам дека е техничка опрема која што не додели Министерството за култура, која што чекавме од минатата година. Како што наведе продуцентот Симона Тоскиќ, техниката со која досега располагал театарот била донација од 1979 година од Словенија и веќе била застарена. Токму поради тоа, новата опрема ќе биде од големо значење за Кумановскиот театар, бидејќи со тоа ќе се добие на квалитет во тонскиот и светлосниот дел. Во организирана акција, полицијата приведе криминална група од Крива Паланка која се занимавала со нелегална трговија со дрога. Во два одделни случаи пронајдени се хероин и марихуана. Во две организирани акции на полициските службеници од СВР Куманово приведена е група од Крива Паланка која се занимавала со недозволена трговија на дрога и при тоа пронајдени се хероин и марихуана. Во првиот случај се откриени 28 грама марихуана кај 21 годишен жител на Крива Паланка. Прегледот е извршен околу 19 часот на влезот на градот. По целосно документирање на случајот против две лица од Крива Паланка поднесени се кривични пријави за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропски супстанции и прекурсори. Паланчаните се спроведени до основното јавно обвинителство во Куманово. На едниот му е одредена мерка притвор во траење од 30 дена, а на другиот му е одземен пасошот со обврска секоја недела да се јавува во Кумановскиот суд. Во втората акција најдени се 4 грама хероин при претрес на автомобил Opel Vectra, управуван од 23 годишно момче од Крива Паланка. Тој заедно со тројцата сопатници се приведени во полицијата во Куманово. Автомобилот е стопиран на магистралниот пат Куманово Крива Паланка. Во тек е изготвување на соодветни кривични пријави, а двајца од нив ќе бидат спроведени до основното јавно обвинителство. Во Уметничката галерија утре вечер во 19 часот и 30 минути ќе биде отворена изложба на мозаици од Лиле Корубин. Ќе бидат представени 20 мозаици направени од природен камен, мермер и кристали. Авторката Лиле Корубин е истакнат моден креатор која последните 10 години е посветена на каменот и сликата што ја создава од него. Ова е нејзина четврта самостојна изложба, од кои 2 во Скопје и 1 во Торонто. Младите спортисти од фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт се единствените македонски представници на турнирот во Виена. Подготовките траеле изминатите 2 месеца. Тренерот смета дека спортистите ќе остават добар впечаток. Младите фудбалери од фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт денеска ќе заминат на меѓународен турнир во Виена. Децата се на возраст од 11 до 13 години и се единствените представници од Македонија. Како што вели Ивица Стојановски, помошник тренер на клубот, подготовката за турнирот траела 2 месеци и се надева дека ќе успеат во вистинско светло да го покажат својот труд. За овој турнир се подготвуваме изминатите 2 месеци. Игравме контролни надпревари со останатите екипи, децата се максимално спремни за овој турнир. Имаме материјал за добар успех, ќе видиме што ќе направиме. Тренерот на фудбалскиот клуб Борче Стојчевски вели дека и покрај врските околу турнирот, младите спортисти ќе имаат време за дружење и разгледување на градот. Мислам дека децата ќе бидат задоволни со тоа што покрај турнирот што очекуваме резултати, значи ќе имаат и што да видат таму. Пред се ќе ги видиме знаменитостите на Виена, значи покрај нашите професионални обврски имаме шанса и да ги посетиме сите добри места, да ги видиме тие терени спортски што постојат во Виена. Во наредните месеци фудбалскиот клуб ќе земе учество на повеќе надпревари во Европа и претседателот на клубот се надева на успешна игра. Планираме да идеме 25 април во Златибор имаме турнир, потоа идеме во Јагодина, во мај, во јуни месец идеме во Ниш, имаме турнир, јули имаме во Маѓарска и август имаме во Република Словенија. Од фудбалскиот клуб го поздравуваат фактот што во последно време се помлади деца се активираат и земаат учество во спортските активности, а ваквите турнири се поттик за младите да го докажат својот талент. Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност и слаб умерен ветер од северозападен правец. Максималната температура го достигна 13 степен, а минималната беше 2 степена. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со можни врнежи. Максималната температура ќе се движи до 10 степени, а минималната до 4 степени Целзиусови.
Ова беше се во дневникот во 22 часот. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.